Јавното комунално предпријатие Комуналец од Прилеп започна со делењето на новите 1000 корпи за селекција на отпад во населбата Тризла. До сега во Прилеп биле поделени околу 16.000 вакви корпи, како дел од проектот за примерна селекција на отпадот. Корпите се со зелена и жолта боја. Во зелената граѓаните го селектираат органскиот отпад, а во жолтата корпа пластиката и хартијата. Во изминативе 2 години, Комуналец за овој проект имал вложено над 15 милиони и 600 илјади денари. За сега се покриени околу 60% од домаќинствата во градот. Се надаваме со новите 1000 кои ќе стават за 15 дена, че го завршиме овој район, че не остане потего од јули месец до нова година, тоа е Тризла 2, Ромите и Варош. Со тоа се надаваме, ако финансиски добро стоиме, до нова година уште 3 до 4.000 канти, со тоа би го завршене генерално овој проект. А со ова примерна селекција може да му завида истите градови од Балканот. Се надаваме дека до нова година ќе ги депласираме тие канти. Единствен град на Балкан што имаме примерна селекција на целата територија на општина Прилеп. Од овој проект задоволни се и граѓаните кај кои значително е подобрена еколошката свест, откако е воведена примарната селекција на отпадот. Едната е за отпадоци за пластика, другата е за другото џубре. Дали сметате дека граѓаните се совесни дека го селектираат отпадот? Да, треба да бидат совесни, треба да ги употребува овие кофи. Зато се наменети за тоа. Инаку по улици секаде кај што ќе поминиш или куќина или мачки ќе ги растура џубрето, тоа не личи на ништо. А шишината башка, другото во кантата. И најлоните картоно башка. Како го оценувате овој проект на Комуналец? Убоје, вака. Убоје. Да, задоволни сме. Премногу и тоа. Секој сака да има запорно, значи. За џубрето да се снесува. Освен позитивниот еколошки аспект на овој проект, тој сепак носи одреден финансиски бенефит за Комуналец Прилеп. Ево да ви кажеме, што и пласираме претходните канти во овие 4 месеци имаме зголемена примерна селекција за 15%, значи е подобрена со тој систем. И еве како една информација, ако сака граѓаните да зна, досега во овие од 2010 имаме продадена роба за пола милион евра. Тоа е еден позитивен и со имплементацијата на ова примерна селекција ќе задржиме цената за подигање и транспортирање отпад да не се крени. Нареден чекор кој Комуналец планира да го реализира е започнувањето со изградба на фабриката за секундарна селекција на отпадот, која ќе се гради во близина на депонијата кај селото Алинци.